Ние кои користиме социјални медиуми и интернет, тоа значи дека и ние новинарите не сме поштедени од лажните вести и многу треба да бидеме внимателни што пишуваме, што говориме и што како информација презентираме на гледачите, слушателите, читателите. Колку треба да бидеме внимателни во целиот овој процес ние новинарите, е тема на која што говори колешката Ружица Ѓуршевска со својата соговорничка. Ружица, добро утро во второто линковско вклучување. Добро утро повтор пат, да, во рамките на неделата на медиумската писменост во фокус е свесноста како најважен филтер против лажните вести. На оваа тема ќе зборуваме со Анета Блажевска, наша колешка, имено 3 децени е во новинарството. Добро ти утро, Анета. Добро утро до гледачите на македонската телевизија. Ќе навлезам со тоа дека ти си 3 децени во новинарството, собственик си на онлайн медиум, меѓутоа и соработник на повеќе онлайн медиуми. Како Анета Блажевска ги препознава лажните вести? Искуството си го прави своето, професионализмот си го прави своето, меѓутоа можам да кажам како јас се справувам со лажните вести. Ќе издвојам еден пример од февруари 2022 година, кога во Битола се направи една паника дека лавот избега од зоолошката градина. Тие лажни вести, тие лажни наративи се шире два дена во Битола. Стигнавме до ситуација криминалистичката полиција да проверува дали навистина лавот избега од зоолошката градина. Ми се јави една пријателка и ми кажа: "Зошто новинарите спијат на ушите?" Зошто и велам? Затоа што лавот избега, вика, од зоолошката градина, никој не сме безбедни. Да не беше толку трагично ова лажна вест, ова дезинформација, ќе беше многу смешно. Оно што јас како новинар требаше да го направам, да ја проверам таа лажна вест. Прво што се јави беше во полиција. Во полиција ми кажа дека криминалистичката полиција ја проверува веста. Меѓутоа, нема никакви други информации од каде стигнала таа лажна вест. Мојата пријателка ми каже дека ја прочитала на некој портал, дека прочитала некаде на Фејсбук, дека некоја пријателка исто така споделила дека некој треба да се загрижи, дека некој треба лавот да го најде низ Битола. Оттаму, нормално, за да ја проверам веста, се јавив кај директорот во зоолошката градина. Директорот вели: 2 дена сме под притисок. Нашите вработени постојано ги проверуваат кафезите, да не случајно лавот и лавицата избегале од зоолошката градина. Нема, вика, такво нешто. Нема. И тој самиот потврди дека полицијата веќе се заинтересирала и била кај нив. Во разговор со него го прашувам: "Што мислиш, на што се должи ова лажна вест?" Вели: "Лажната вест што се прошири има повеќе намени. Една од намената е да се предизвика страф и паника, вика, кај битолчани. И во тоа лажната вест успеа, затоа што грото од населението што слушна веруваше во сето тоа. Во зависност од раскажувачот и прераскажувачот, таа приказна само се пумпаше. Ако народот видеше дека полициско возило се упатува на кај Буковско, каде што е зоолошката градина, ти одма велеа дека тука го нашле лавот, требало да го заловат." Директорот имаше едно интересно размислување, вели: "Лажната вест е дотолку поштетна и злобна, бидејќи се зборува, вика, дека избегал лавот. Ако избегала мечката, вика, по некои си природни инстинкти би требало да се упати кон Пелистер. Меѓутоа, лавот е непредвидлив. Лавот може да се упати и кон градот." Оваа лажна вест беше подкрепена со уште една информација дека ако може да избега лавот од зоолошката во Брисел или од зоолошките во Турција, па зошто да не избега и од Битола? И нормално, тука се тргна по проверка на фактите, она што секој новинар треба да го направи. Зедов информација од полиција, се јави во МВР, проверив во обвинителство, секако директорот од зоолошката градина потврди дека и лавот и лавицата се во кафезот, и така ја напиша веста како се шират лажни вести во Битола, како лавот избега од зоолошката градина. Ова беше само еден пример. За време на корона криза, кога имавме сите мака на некој начин, многу вакви лажни вести се ширеа низ Битола, посебно околу вирусот, околу болеста. И можам да кажам дека сите тие лажни вести
имаат подкрепа кај луѓето кои што се пристрасни, кои што не се медиумски образовани, кај луѓето кои што на некој начин не веруваат во институциите, не веруваат во медиумите, да кажам во традиционалните медиуми, затоа што не можеме да кажеме дека онлайн медиумите или социјалните медиуми се придржуваат до тие факти. И секако, уште еден факт е тоа што лажните вести се шират кај сите оние луѓе кои што ги подгреваат тие идентитетски прашања. Со такви лажни вести сум се соочила многу во мојата кариера. Анита, еве на една минута пред крајот, значи можеме да заклучиме дека лажните вести се со претходно подготвена стратегија и тенденција да се нанесе некому голема штета или пак на некоја компанија. Весна Јаневска, министерката за образование, најави дека можеби ќе се воведе медиумската писменост и како изучување во средното образование. Што мислиш ти за ова? Значи, дали треба многу повеќе внимание кај младите на оваа тема? Како професионален новинар сметам дека медиумската писменост, барем кај младите, не е толку, да речам, навлезена, не се толку запознаени што значи сето тоа. Еве, имав ќерка што беше во основно образование, никој во класот не знаеше да објасни што е медиумска писменост. Некако тој термин не го сваќаја. Тоа треба да биде задача со претходна на доградба на професорите по македонски јазик. Мора да ги образуваат децата. Значи, од мали да се образуваат што значи тоа. Кога ќе стигнат на 70 години, можеби тоа ќе биде по некакво си препознавање, но младите мора да почнат од почеток и да го градат, да ја градат таа писменост. Секако треба и голема доверба во медиумите. Меѓутоа, за тоа сме и ние како новинари многу, да кажам, заслужни, на кој начин ќе ги пласираме тие медиуми и колку граѓанството и читателите ќе имаат доверба во нас. Тоа е исто така глучен проблем, да не може секој да биде новинар и секој да може да отвори медиум. Токму така, Анита Блажевска, ви благодарам, споделивте само парче од мозаикот на вашето 3-децениско искуство во областа на новинарството. Значи, Кристина Иване, еве слушнавме за значењето на новинарското перо во ширењето или пак не на лажните вести, меѓутоа и за тоа дека треба кај младите многу повеќе да се делува во насока на тоа што се лажните вести. Токму така, Ружица, најдобро меѓу другото се учи низ примери, а ова што го кажавте изминативе неколку минути доволно говори за тоа колку треба да бидат и нашите гледачи внимателни, колку да земаат со резерва се што ќе слушнат на прва како ексклузивна вест. Благодарам за информациите.